Добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на 24 анализа. Почнува загревањето за референдумот. Веднаш по самитот на НАТО, на кој Македонија очекува да ја добие поканата следната недела, започнува и процесот за распишување на референдумот. Како отворена опција стои можноста референдумското прашање да биде во негативна форма, односно да гласи дали сте против договорот со Грција. Дали Македонија влегува во нова оптимистичка или пак песимистичка варијанта, кога е во прашање и економијата, а поврзано со добивањето на датум за почеток на преговорите со Европската Унија и добивањето на покана за членство во НАТО. Вечерва во 24 анализа, економско-политичка дебата со моите гости, Ален Кочан, бизнисмен. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер и за Митко Гаџовски, политиколог. Добро вечер. Бидејќи сте бошњак, господине Кочан, ќе започнам со вас, ќе ја вратам малку подоста, бидејќи деновиве, односно изминатиот период бевте активни со наградите кои што ги добивавте надвор од Македонија, меѓутоа однака како фурија излезе информацијата или ставот на пратеникот и професор Ферит Мухич. Јас сега сакам како бошњак да ве прашам, Мухич не гласаше за договорот со Грција. Според него со договорот се бришат сите етникуми во Македонија, не само македонците, туку и албанците, турците, власите, ромите и така натаму и така натаму. Него следев комплетното излагање на почитуваниот професор. Меѓутоа и не би било во ред да било што коментирам што и што кажал, меѓутоа ние сме во оваа ситуација. Јас само сакам да додадам. Не за тоа што сакаме, као македонци, као граѓани на Македонија, као македонци етникум, како сакате се. Едноставно, ние сите знаеме дека ние тоа наметна спор. Сакаме сите, не постои човек у Македонија што не сака Република Македонија, да влеземе во Обединети нации, да влеземе во ЕУ и да влеземе во НАТО. Како? Не можеме, очито дека не можеме. Ние мораме да се прилагодиме. Едноставно мораме. Ова е нешто што ни е наметнато, нешто што не сме го избрале ние. И во целокупната таа состава ние мораме да се договориме со грците. Едноставно мораме да се договориме. Тоа е нашата иднина. По секоја цена? Сега по секоја цена. Секогаш, лично мене, ако ме прашувате, 27 години ние покажавме што знаеме, како знаеме, што умееме и до кај дојдовме. Па не се покажавме многу. Барем нас помоли да го не прашувате. Управо тоа сакам да ви кажам. Што можеме сами, како можеме сами, ние сме тука кај што сме. Ние во многу елементи назадувавме. И ја не сум сигурен дека Македонија може да издржи уште 5 или 10 години она што не има снајдено последните 5 или 10 години. Не сум сигурен дека може да ја издржи. Затоа мислам дека малце карикирано да се каже по секоја цена. Никогаш не е по секоја цена. Меѓутоа, ние треба и мораме да се договориме. Овој договор, по мене лично, е одличен договор. Едноставно одличен договор. За сите у Република Македонија, па и за македонците, као етникум. И мислам дека е за македонците одличен договор. Одличен. Ние сме Северна Македонија. Дали сме Јужна, дали Северна, дали да карикирам црвена, плава, ние сме Македонија. И ние сме македонци. Тоа е добро. Тоа е одлично. Не, ве прашав затоа што имаше многу реакции пред се од бошњачката заедница на изјавата на професорот Мухич, кој што некои точки во договорот, како што вели тој, носат и кон бришење на македонската нација. Ја не сум го сретнал тоа, ја пак ќе повторам дека у многу елементи и најверојатно дека професорот има право. Сите го сакаме. Еве да не преговараме со Грција, да влеземе во Обединети нации и сето тоа да не го повторувам. Како? Како? Едноставно невозможно е. Видовме што се случува 27 години. Ние назадуваме, демократски назадуваме у сите елементи на организирано општество. Ние мораме да одиме понатак. И мислам дека оваа влада одлично тоа го направи. Подобро него што очекував лично. Гаџовски, председателот Иванов не става подпис на ратификацијата. Најавено е четвртак, ако не се лажам, повторно гласање во собранието. Најавили си протести исто така пред парламентот, барем од она што можеме да го пратам по социјалните мрежи. И сега дилемата е
што собранискиот спикер вели, законот за јазици и идентификацијата, без разлика што не ги подпишува председателот, ќе ги испрати во службен вестник, тие ќе ги објават. Сега се прави кој што прави прекрашување на уставот. Имаше доста реакции во јавност по ова прашање. И академик Владо Камбовски имаше вчера една изјава во која што потенцираше дека председателот на државата на некој начин не треба да спроведува било каква политичка агенда, туку треба да на некој начин постапува по тоа што се извинувам, го гласа парламентот. Мислам дека председателот Иванов претходно имаше направено голем број на преседања, ова нема да му биде сигурно последно до крајот на неговиот мандат, иако се најавува импичмент за него. Мислам дека по објавувањето во службен вестник и двата закона ќе стапат во сила и тука нема ништо спорно, бидејќи втор пат откако собранието ќе го изгласа законот и откако ќе се објави во службен вестник, тој стапува во сила без разлика на тоа што председателот го нема подпишано. Па тука е спорно, што председателот го нема подпишано, а се оди на... Затоа има алатка која што предвидува доколку не го подпише председателот првиот пат кога ќе се донесе законот, собранието има право да гласа и по втор пат и доколку го изгласа, тој веднаш по објавување во службен вестник стапува во сила. И тука нема ништо спорно. Спорно е тоа што најверојатно председателот Иванов се уште одработува некоја агенда која што е на штета на Република Македонија пред се, а не во корист на ВМРО-ДПМН, затоа што најбитно во овој момент за Република Македонија е да и опозицијата и позицијата застанат зад интересите на Република Македонија. А интересот на Република Македонија во овој момент е изнаоѓање на решение за спорот со името, тоа е веќе направено. Исто така јас лично сметам дека станува збор за одличен договор кој отвара многу перспективи за Република Македонија. Кочан, време ли е за оптимизам, бидејќи многумина броја кога влегува Бугарија, Романија, Хрватска, Албанија, кога влегува во НАТО, броја инвестиции, сега малку економски, од тој аспект. Ќе имаме можност за некаков оптимизам или треба да останеме песимистични? Оптимизам без дискусија време е за оптимизам, али што е тоа оптимизам? Ако очекуваме дека многу брзо, за месеци, дека се упрашање, дека работите ќе се поправат, невозможно е тоа. Немој да се лажеме. Доброто никогаш, Мишко, не бива брзо. Брзо бива лошото. Јас стално велам, инфаркт, поплава, земјотрес, брзо бива, преку ноќ. Све добро, да се сруши куќа, 10 секунди треба. Да се направи треба цигла од цигла, цигла од цигла. Ние сме девастирани како општество у многу елементи. Од здравство, демократија, од човекови права, школство, многу елементи. Време за оптимизам апсолутно е, али не онака бргу како што би сакале и како што посакуваме сите ние. Тоа што е долго, ако не е перспектива. Мислам дека ќе се почувствува кај луѓето, да се почувствува. Параметрите економски се добри. Знаете што се случува сега една многу интересна ситуација. Општествениот производ не расте по параметрите, а буџетот се полни, изголемување на полнењето на буџетот. Многу едноставно прашање, од кај се тие пари? Единствен извор на тие пари, ако не расте општествениот производ е евазија на тоа плаќање која било, односно да кажам, да ме разберат сите. Оние што некогаш не плаќале, сега почнуваат да плаќаат. Само е тој извор, разликата ако е општествениот ист, општествениот производ идентичен или е мало покачува. Од кај зголемување. Но економската слика не е многу сјајна. И по колку години попадот на Никола Груевски, дали се ветуваше економски пораст, некако и опозицијата можеби со право реагира дека за една година ние сме... Укажувам на едно. Сите го гледате општествениот производ. Општествениот е производ една мерка битна се. Меѓутоа ја ви кажам, буџетот се полни одлично. Од каде се тие пари? Од работењето на стопанството. Од каде сега вишок пари? Значи некој некогаш не плаќал. Значи правилата на игра се воспоставуваат каде што повише се собираат. Од идентична
ситуација, повише пари се собира. Зголемувањето на општествениот производ, градежништвото има намалување стравично и тоа е многу, како да кажам, многу објаснено, да не го повторувам. Патиштата застана. Зашто застана, знаеме. Зашто Кечев Охрид нема ни една клучка. Требаше година дена да се репроектира, да се направи ова, да се направи. Само 40 или 50 милиона е потрошено од капитални инвестиции за првите 5-6 месеци. Значи, мислам дека следи тоа е и у многу тој премал. Од колку? 300-400 милиони, од 500 милиони 40. Мислам смешно, да, прифаќам. Важно, управо тоа кажа, али тие пари се издвоени, у буџет се, стојат. Тоа треба да се вгради. Мислам дека би требало по сите параметри како што одат работите да тргне и да доживее раст економијата. Апсолутно се. Апсолутно верувам у тоа. Верувам и така ќе биде. Пред да стигнеме до оптимистичка варијанта, ни предстои референдумот гаджовски, почнуваат загревањата веќе. На владата веќе гледаме официјални обраќања, ако можем така да ги наречем, на премиерот Зоран Заев, кој што повикува на тоа луѓето да излезат на референдум и да го поддржат референдумот, да ја поддржат, како вели тој, иднината на Македонија во ЕУ и НАТО. ВМРО ДПМН се уште се нема изјаснето околу ова прашање. Споменав претходно протести и понатаму. И има со луѓе кои што не сакат промена на уставното име, не сакаат ергомнес, не прифаќаат уставни промени. Најдемократско право во едно општество е референдумот. Оттаму мислам дека со изјаснувањето на тој референдум ќе се добие вистинска слика за тоа што мисли едно општество. Протестите постоеле, ќе постојат, ги има и во Скопје, ги има и во Атина. Да. И во Солун, меѓутоа евидентен е трендот на опаѓање на интересот кај протестантите, односно кај оние кои што протестираат. Истото е во Атина, код Зијас исто така имаше една изјава дека од неколку милиони се намали таа бројка на неколку илјади кои што протестираат. Во Скопје исто така не е некоја драстична бројка која што би значела некаква голема подвоеност во општеството. Мислам дека политичките партии во наредниот период ќе се фокусираат на градење на стратегија за тоа како и на кој начин да ги убедат граѓаните да излезат на овој референдум или да не излезат и доколку излезат како да се изјаснат. Значи, во тие три смера мислам дека ќе се насочат политичките партии. Јас сум оптимист дека референдумот ќе биде успешен, од причина што ВМРО ДПМН иако тактизира, мислам дека на крај ќе оди на изјаснување за референдумот, со што ќе се исполни цензусот и мислам дека ќе биде голема разликата помеѓу тие кои што ќе го прифатат договорот кој што Република Македонија го направи со Грција, за разлика од оние кои што ќе гласаат против него. Прашањето на почетокот го споменавте. Сега го бркаме цензусот, затоа што на социјалните мрежи имате и група кои што бараат и повикуваат на бојкот на референдумот, дека со тоа ќе се кажело вистинско не за промена на името и на идентитетот. Така е, доколку не се исполни цензусот на референдумот. И сега други се дилемите, дали е консултативен, дали е образувачки. Мислам дека политичките партии на крајот ќе се договорат и како што споменав, од заеднички интерес на држава е референдумот да успее и Република Македонија да тргне по патот по кој што се залага и ВМРО ДПМН и СДСМ. Тоа е се евроатлантските интеграции, брза интеграција во НАТО, почеток на преговори со Европска унија во јули 2019 година и отварање на тие предпристапни фондови, стабилизација на државата, оделање во нагорна линија на економски план, на безбедносен, на политички, на некој начин стабилизирање на целата држава, така да мислам дека ќе на крајот сепак ќе се согласат сите политички партии да излезат на референдум и да го кажат тоа што го мислат за договорот. Ја не велувам дека ВМРО ДПМН ќе излезе и ќе рече да, ние излегуваме на референдум и би дале поддршка на тоа. Гледаме дека во изминатиот период они не го поддржуваат и гледаат на секој начин се против уставни промени и на секој начин да не успее, меѓутоа ќе се свестат на крај дека тоа не е добро за првенствено за Република Македонија. Иако има струи внатре во самото ВМРО ДПМН кој што и апсолутно партијата се уште не е консолидирана после заменувањето на Никола Груевски од ВМРО ДПМН. Внатре постојат многу струи, многу различни мислења. Внатре ВМРО ДПМН безсумнено е голема политичка партија, меѓутоа најголемиот проблем е што
тие, односно новото раководство, нема јасна слика во која насока би требало да се движи партијата и што треба тие да направат во наредниот период. Мислам дека се уште чекаат и се консултираат со Никола Груевски. Господине Кочан, 27 години перманентно живееме во некоја криза, почнувајќи од тие ембарга со Грција. Но ајде да се задржам, колку награди добивте? Сега знам дека последно во Белград беше изминатиот период. Предпоследната Белград бизнес партнер за 2018 година. Последната е признание, награда, не знам како би ја дефинирал. Коректна фирма добив награда за коректна фирма, некои истражување по судови, по банки, по што ја знам, по партнери. Добив за коректна фирма. Сакам да ве прашам, велам 27 години живееме во некоја криза, ајде вака како бизнисмен, веќе ја земам 2015 од кога почна практично објавувањето на политичките бомби, од тогаш Македонија континуирано беше во криза до односно до составувањето на новата влада. Дури и после изборите имавме криза. Сега кога се направи новата влада, фокусот го удри на надворешната политика. И тука беа најголемите забелешки. Господине Заев, вратете се дома, трпи економијата. Колку трпи економијата? Колку трпеше економијата и колку се уште трпи? И економијата е вржана и со оцелувањето на младите. Да ви кажам јас што мислам, лично. И убеден сум во тоа. И економијата е, капиталот е како препелица. Не оди таму кај што не е сигурен. Не му треба многу. Многу малце му треба за да бега или да не оди. Многу му треба. Ние капитал не може да привлечеме у држава каде што нема сигурни правила на игра и инструменти за нивно спроведување. Не можеме да очекуваме. Не можеме у услови на криза ке не бидели, не бива. Ке пукне ли, нема да пукне. Ке имаме ли референдуми, овакви ке имаме референдуми, онакви, и да очекуваме економијата да оди. Не можеме тоа да го очекуваме. После долги години, прв пат оваа година, јас ви кажувам од реалниот сектор, почнува да се интересираат луѓето за некретнини. Почнува да се интересираат за бизнис. Почнува да се интересира. Не реков дека може да се купи, али почнува да се интересира. Почнува некој прашува. Едноставно некој прашува. Дали за овој бизнис, дали за оној, полека почнува да се движат работи. Тоа е исто како и со оцелувањето. Сите викат дека е сиромаштијата таа која ги тера луѓето. Неспорно дека сиромаштијата тера. Меѓутоа, ај малце да ги погледнеме, пошто ме иницииравте со 2015 година. Ние 2014 година, 2013-2014 депозитите на граѓани и на фирми у нашите банки беа 3 милиарди, 2 милиарди 980, 3 милиарди евра. Сега се 5,5. Кој параметар скокнал за повеќе од 50-60% во економијата? Осим заштитите. Заштитите отидоа. Значи, не е толку ни сиромашен народот, генерално земено, колку што е несигурност, едноставно неизвестноста, несигурноста, немање правила на игра. Тоа е најлошата работа. Добро, не можам да се сложам сега дека не е баш сиромашен толку народот. Кога уште наглава ги имаме и нотари и извршители, баш денес имаше и дебата во меѓутоа, ја ви кажувам, 5,5 преку 5 милиарди депозити на граѓани и на фирмите се. Пари повеќе у банки него што беше. Значи и оној што има 100 денари. Може би пари од иселениците од. Не, дозволи. И оној што има, кој чува заради кризата, некој чува 100 евра за црни денови, некој чува 1000 евра за црни денови, некој 5000, некој 10, према своите можности. Вика, чекај да почекаме. Не плаќа на другите. Не плаќа едноставно фирма, не плаќа, чекај да видиме. А дојде овој, дали протести, дали ова, никој ништо не плаќа. Чекај да видиме. Неизвестноста е исто така. Не реков дека е поголема од сиромаштијата, али верувајте ми дека е едноставно неизвестноста е многу близко на влијанието на оцелувањето колку што е и сиромаштијата. Неизвестноста. Не знаеш што носи утре, несигурноста, неизвестноста. Јас сум длабоко убеден. И животниот стандард на граѓаните. И животниот стандард се слага. Затоа и сите се сложуваме. Со тоа уште од времето на Ставровски. Сите се сложуваме дека животниот стандард. Да, но некако фокусот отиде премногу на надворешната политика и луѓето веројатно со право реагираат дека. Јас да ви кажам веќе со години зборам, гледам и премиерот тоа го кажува. Македонија нема имате листа. Со овој договор добиваме имате листа. Дефинитивно ова е наш. Што ќе правиме со него?
Како ќе правиме, како ќе постапуваме, како ќе го употребиме, тоа е до нас. Али дефинитивно безбедносните, како да кажам, аспекти со НАТО се завршени. Ајде да се фрлиме на реалниот сектор. Едно време беше тешко да се праша колку должи државата на стопанството, бидејќи должише многу. Кажете ми, сега имате редовно сервисирање поврат? Нема тоа, нема. Сите ДДВ се враќа континуирано. У почетокот, да ви кажам наискрено, имаше и финансиери кои вика, па не мора бре одма све да враќа, човека нека чува пари. Све се враќа. Све се враќа без проблем. Толку беше страшно претходно. Како? Не можете 250 милиона. 250 милиона должеа за ДДВ државата. Не, ама толку беше страшно што не можете да си ги побарате парите назад. Какво барање пари, луѓето? Не сакам да се претвори у едноставно изворите на финансирање. Државата ги водеше и еден од изворите на финансирање беше и тоа одложувањето на повраќај на ДДВ. На повратот на ДДВ беше. Едноставно тоа не беа мали пари. На една фирма по 20 милиона имаш. 20 милиона евра на една фирма. Не е моje сега да ја кажам. На една фирма 20 милиона должи 4, 5, 6, 7, 8 месеци. Па изванично донесува закон. Све што должи државата да не може година дена закон да одложи со плаќањето. Државата е кај нас се уште најголем работодавец. Најголем. И година дена и закон му носи. Ке чека. Ќе зборуваме малку подоцна за тоа, за администрацијата. Денеска Австрија го презема преседавањето со Европската унија. Гаврил Сирачевски ги има деталите, бидејќи австрискиот премиер Курц најави дека вратите за Западен Балкан сепак остануваат отворени. Побрз процес за отварање на преговорите за Македонија и Албанија посака австрискиот канцелар Себастијан Курц, презентирајќи ги приоритетите на Австрија во врска со европското председавање со Унијата. На пленарната седница на Европскиот парламент Курц рече дека интеграцијата на земјите од Западен Балкан и натаму ќе биде меѓу приоритетите, а го поздрави договорот за името меѓу Македонија и Грција. Европскиот проект ќе биде целосен само кога Западниот Балкан ќе и припаѓа на нашата заедница на нации. Воодушевен сум што спорот за името конечно се реши и што Албанија и Македонија се сега во позиција да отворат преговори, иако сакавме побрз процес. Мораме да се осигураме дека ќе го комплетираме проектот на Европската унија и да ги внесеме овие земји во унијата. И бугарскиот премиер Бојко Борисов, кој му ја даде председавачката палка на австрискиот канцелар, подсети на, како што рече, историскиот момент, но и договорот меѓу Атина и Скопје, но рече дека интеграцијата на земјите од Западен Балкан не смее да се изостави. На врхот Софија на 17 мај. Самитот на 17 мај им помогна на Атина и на Скопје да го решат спорот за името, што е историски момент со кој се гордееме. Со договорот за добрососедство меѓу Бугарија и Македонија ја отворивме темата за Западен Балкан и дадовме личен пример. Ние сме прагматични, напорно работевме за поврзување на регионот. Сепак дел од аналитичарите оценуваат дека австриското председавање со Унијата не може да биде подеднакво оптимистичко за земјава како бугарското. Поранешниот амбасадор Нано Ружин вели дека сепак Австрија има и други приоритети и очекува особен акцент да стави на мигрантската криза, но секако нема да ги попречува евроинтеграцијските процеси на земјите од Западен Балкан. Подеднакво може би не, но тоа е добра вест што Австрија го презема председателството со Европската унија од повеќе причини. Австрија од секогаш била присутна, имала известен лидершип, би рекол повеќе западен лидершип кон Балканот и тоа е познато историски. Така што секогаш во секоја прилика сме биле сведоци на одредени, би рекол, позитивни мислења на австриската дипломатија. Секако тоа нема да биде точка број 1, нема да биде приоритетот на Австрија. Мислам дека приоритетот ќе биде мигрантската криза. Сепак поранешниот амбасадор Ружин исто така додава дека евроинтегративните процеси на Македонија не се доведени во прашање со австриското председавање, а за тоа говори и најавената посета на еврокомесарот Хан, кој исто така е австриец и беше еден од најголемите поддржувачи на земјата. Со неговото доаѓање на 12 јули практично почнува и скринингот, што значи поединечно отварање на сите поглавја, што е еден од предусловите за земјава да добие конкретен датум за отпочнување на преговорите. Тава беше прилогот на колегата Гаврил Сирачевски. Гаджовски, Австрија го презеде преседавањето со Европската унија.
најави австрискиот канцелар Курц дека вратите остануваат отворени со земјите од Западен Балкан, меѓутоа она што сега престои е таа тешка задача за Македонија. Прво референдумот, второ оној скрининг процес. Тука веројатно ќе треба многу да се помачи владата со оглед на тоа што овде има и сериозни критики упатени на наша адреса. Така е, поддршката за Република Македонија останува. Таа надворешно политичка офанзива која што имаше државниот врв начело со премиерот Заев и со министерот за надворешни работи Димитров, сепак на крајот гледаме дека се исплати затоа што сите земји членки на Унијата се согласни да Република Македонија продолжи по патот по кој што тргна во изминатава година. И затоа не е чудно што и канцеларот Курц денеска со преземањето на претседателството на ЕУ ја изрази својата поддршка за Република Македонија и за Западен Балкан. Мора да признаеме дека се уште европскиот континент не е заокружен во организацијата наречена Европска унија и мислам дека затоа Западниот Балкан е еден од елементите кој што е доста битен за нив за да се заокружи тој процес на интеграција на целиот континент. Република Македонија како дел од Западен Балкан и како земја која што беше во фокусот во изминатиот период со договорот од Грција ја користи шансата и приликата која што ни се укажува. Беше напоменато дека доколку него не се качиме на овој воз кој што сега поминува низ Република Македонија, прашање и дали некогаш повторно ќе имаме шанса возот повторно да помине низ нашата држава и затоа мислам дека овој договор еден од најбитните елементи во целиот овој процес на интеграција на Република Македонија во Европската унија. Тоа што престои во наредниот период со отварање на поглавијата секако дека е доста напорен период за Република Македонија и за администрацијата на државната управа, од причина што ќе се бара од нас испорачување на одредени стандарди кои што ќе мораме да ги задоволиме, за да можеме да почнеме преговори и да ги заокружиме после одреден број на години. Мислам дека овој скрининг се прави токму заради тоа во наредниот период, за да самата Унија добие реална слика за тоа каде се наоѓа Република Македонија и колку време би било потребно при отварањето и затварањето на поглавијата. Секако дека поглавијата 23 и 24 се едни од најбитните. Тоа сега да прашам, имаме ли ние капацитет, бидејќи она што најмногу ќе биде фокус на тој скрининг процес е правосудство, тоа се поглавијата кои што ви ги споменавте, 23-24 медиуми, понатаму јавна администрација, овде ќе го уклучим подосна и господинот Кочан, безбедноста, борбата против корупцијата, а ние се уште немаме антикорупцијска комисија. Точно. Значи следуваат многу динамични процеси за Република Македонија од кои што ќе се очекува да испорачаат резултати. Секако дека ќе се соочуваме ние со потешкоти, меѓутоа час поскоро се фатиме за работа, тоа побрзо и ќе ги достигнеме тие некои норми кои што би биле задоволителни за да станеме земја членка на Унијата. Извештајот на Прива, ќе се вратам малку поназад, е патоказот по кој што треба да се движи Република Македонија. Многу често во изминативе години беше споменуван. Планот 369 кој што го направи владата и кој што го заокружи во изминатиот период е секако награден од страна на Европската унија со тоа што ни е даден датум за почеток на преговори. Правосудството е една од гранките кои што ќе биде макотрпен за реформирање. Па и јавната администрација. Мислам дека меѓутоа сепак судството со оглед на искуството кое што го имаме во изминативе години наназад и сликата, мислам дека се уште немаме заборавено за тоа како владееше ВМРО ДПМН преку судските органи и преку судството со репресија и со Денес ВМРО вели дека се само така владее и со тефтерчето на Гоца. Мислам дека тука ќе биде најголемиот проблем и тука ќе треба да се покаже најголема волја и од страна на државата, меѓутоа и од страна на оние кои што работат во судството да се реформира и да стане навистина независно како што треба во една нормална демократска држава каде што сите граѓани би имале подеднакво и би биле подеднакво застапени пред судот без разлика за тоа дали е некој политичар, стопанственик, студент и така натаму.
Ова веројатно ќе треба да поработиме ние како граѓани, а господине Кочан, правосудство, тоа е битно и за странските инвеститори, па и за домашните, право кога доаѓаат велат владење на правото, значи правосудство, јавна администрација, медиуми, борба против корупцијата, тоа сето на крајот изгледа губење избори. За 2-3 години, ако се спроведат по некоја логика. Вака, правосудството е ништо полошо од останатите органи кои се. Меѓутоа, у правосудството ни се кршат работите. Све завршува таму, на суд. И со министерство, и со слично. Ја стално го кажувам еден пример. У овие 10-15 години. На суд можеш и да добиеш нешто. Ако си управо, ако имаш јак адвокатски тим и слично. Можеш и нешто да добиеш. Али да добиеш у министерство, тоа што ти припаѓа. Јас сум имал такви искуства. 5 години кај министерот стои акт на маса. Не го подпишу. Не ти дава акт. Не можеш да се жалиш. Едноставно немаш начин. Ништо не можеш да направиш. Значи, не дека министерството и слично нешто подобро функционира. Не, полошо. У судство какво е, такво е. Сите знаеме и го критикуваме. Не го фалам ја и не го потенцирам као нешто позитивно. Али сепак таму нешто и можеш да направиш. У министерство, ако не сака министерот, ништо не можеш да направиш. 5 години до оформување имам и стои на маса кај министер. Не го подпишу. Ти немаш начин тоа да го направиш. Европска унија околу администрацијата. Ние имавме буџет на Македонија пред 16 години, 750 милиони евра. Сега имаме 3 милиарди, 3 милиарди и 300. Многу пари се трошат. И не е толку битно што се трошат, колку што се трошат, не се трошат за тоа што треба. Не се трошат за тоа што треба. Нешто што, ако не генерира и директно општествена вредност, ако не генерира зголемен општествен производ, као инфраструктура што е, да му дава поттик, да оди. Многу едноставна работа, да кажем, луѓето све ќе разбира. Од Скопје до Охрид треба 2,5 сата да отидеш. Замислите да е автопат. Истото расстојание до Гевгелија. Сат и 15 минути. Колку подобро би му било на Охрид. Од Скопје до Охрид немате, да не се отвори Лукойл на стража, нема рестерија да одморат група. А одмори да отидат. Не знам дали вие одите почесто. Сега веќе се отвараат. Не, сакам да ти кажам. Значи, едноставно нема услови, инфраструктура, нема па ни за туризам, ни за бизнис, за ништо нема. Тоа е многу лошо. Значи, тоа све иде заедно. Ќе ви кажам... Овие работи Туџман ги решаваше во 90-тите, после војната. Имаме, сега ми се случува, у бизнисот ми се случува, у историски најниски каматни стопи, сега имаме во Македонија. Од нашето осамостојување. Јас сум работил кога биле 12, 14, 16, 18% месечно, до 20, месечно, не годишно. Сум поминал, мојата фирма е 28 години. Година, дена е постара од независна Македонија. Се уште постои, не е угасната, А категорија. У овој момент, тие се такви се камати. 3,5, 4, 4,5, 5. У обкружувањето, нарочито у Европска унија. У Европска унија, у Словенија, кредити за инвестиции, за купување на хотели, на бизниси, било какви, се 0,8 годишно. 0,8. Подобар стимуланс за инвестирање, за било кого, не постои од тоа. Банките немаат проблем, велат само дайте ни добар проект. Од тоа тие што го велат. 4%. Добар проект за 4% и добар проект за 0,8%. Ич не е исто. Ич не е исто. На 1.000.000 евра дали ќе плакаш 4.000 месечно само за камата или ќе плакаш 800 евра? Воопшто не е исто. Тие 3% се доволни за бизнис. Ако можеш да вратиш. Значи не е прво финансирањето. Второ, правилата на игра. На нас ни требаат и НАТО и Европска унија. Едноставно заради правилата на игра. Видовме ние за овие 27-8 години, ние многу малку, као граѓани, као бизнес заедница, како сакате, крстете не, можеме да влијаеме на владата. Ке се изгласа и си тера.
Možeš da zboriš, možeš da ne zboriš, u nekoj moment možeš poviše da vliješ, nekoj pomalce, ali generalno mnogo slabo vlijave. Postoje nekoj pravilna igra kada što možeme da se zaštitime i kao luge od aspektna čovečkog prava, evo sudot u Strasburg nekog u presudi, posle na to vreme vi kao ošteteni ovoj, ne vaka. Znači ima neko je, kako da kažem, što bi rekli starite, za sve koji pop ima i vladika. Сега немаме ние тоа. Администрацијата ви оптеретува? Администрацијата е преголема, апсолутно. По сите параметри што постојат. Она треба да се преполови. Али тоа мора и паметно, и тоа го ветуваше и премиерот и новата власт, тоа треба другачие да се направи, не со фрлање на луѓето на улица. Дали ќе бидат пакети, дали на еден друг начин, дали со пензионирањето. Мора да се поработи. Тоа не треба, не сме и не треба да се сече. Али треба да се фати тој правец. Администрацијата мора да се намалува. Не можеме Министерство за транспорт и врски пред 11 години имало 90 луѓе. Сега има 450. Град Скопје имал 200, сега има 800, 1000. Појма немам колку има. Па истите надлежности ги има. И од пред 10 години и сега. Како тоа на секој работно место што 5 души дошле. И што е најлошо. Добро, има некои домоседаци. Да, и што е најлошо да ви кажам. Кога овде треба еден човек да работи. Кога има еден, ќе работи. Кога има двајца, ај може ќе работи. Кога ќе ставиш четворица или 5 души. Значи четворица сега да води ништо не работи. Никој ништо не работи. Не, еден работи. Не, ни тој не работи. работи. И тоа се замушава просто. И кажеш, зашто ја? Зашто не он? И тогаш не функционира, уште полошо функционира. Гаджовски администрација. Да, надолазам само ако може за неколку работи. Значи при Поентата ми беше околу овие точки, значи правосудство, јавна администрација, се тоа како да значи губење избори во преполување. Така и меѓутоа многу битен елемент е создавање на услови и клима да може и домашните инвеститори, и младите, и секој некој што сака да започне бизнис, да може да започне бизнис и на некој начин да почне да работи за себе, да не работи за државата или за администрацијата и да чекаат секој први каква таква плата, туку да има државата да создаде клима и можности за сите подеднакво. Тука се тоа функционирање на правна држава, тука се тие ефтини кредити за кои што зборувавте, тука се условите кои што, да речеме, преку одреден тип на помош и од самата држава и од тие ЕУ фондови кои што ќе ни бидат на располагање, кои што би можеле да ги искористиме да се вблизгаат во Република Македонија и на некој начин таа гломазна и огромна администрација која што влече највеќе од буџетот на државата, а кои што би можеле тие пари да се искористат за некои други развојни елементи во општеството, се ослободат. Така што мислам дека во наредниот период владата би требало да се насочи кон создавање на тие услови, да може и да се стават барем на еднакво ниво странските и домашните инвеститори, за да може на некој начин да се испумпа тој вишок на луѓе кои што работат во администрацијата. Секако дека со влегувањето во НАТО очекуваме како држава зголемен број на инвестиции, отварање на нови работни места и со тоа и подигнување на стандардот на живот на граѓаните. Мислам дека кога ќе се отворат поголем број на работни места и кога има поголема побарувачка на работна сила, ќе се зголемат и платите и во приватниот сектор и луѓето ќе гледаат да работат за поише пари, а не за помалце пари. Платите во администрацијата знаете дека не се многу високи, тие се редовни. И луѓето можеби и до сега се плашеа да отворат собствен бизнис затоа што Македонија беше цело време во некој турбулентен период и цело време се очекуваше што ќе се случи со оваа држава. Затоа мислам дека со затварањето на ова поглавје и со зачленувањето во НАТО сме во една многу поволна стартна позиција за стабилизирање и за реформирање на целиот овој државен апарат. А и тие ова што го зборува Гаджевски и тие плати кај тие странски инвеститори беа некои
100-120 евро до 8.000 денари се случува да земаат вработени, што знам во Кавадарци, каде беа оние странски инвеститори, за кои што вие реагиравте, меѓутоа тогаш нема слух. Не знам сега како е, дали се промени ситуацијата. Бевте во таа неравноправна положба, се жалеа домашните инвеститори во однос на странските инвеститори. Впрочем, кога видовме сега, тоа господин Кочанов дојде како и ја можам да видам сега странски бизнисмен, кога државата ми ги плаќа при донесите на вработените. 230 милиони евра субвенции на страни инвеститори, јавно го соопштија, на 30 на компании. Тоа се многу пари. Да не зборам за оние што ни беа трговачки патници, ни светот колку не коштаат и све. Многу пари се тоа. Многу пари се. Го слушнаме изјавата на Ван Хол. Тој, дека да не беше нашата. Вика Македонија да ми помогне, ја бе пропадна. Не. Инвеститор е инвеститор. Ми сметаат некои поими, преска го спомнувате. Не постои страни и домашен инвеститор. Капиталот е многу релативен. Многу инвестиции кои се овде ко божем од странски инвеститори, Белизе, и што ја знам од секаде, се домашни инвеститори. Заради X причини, дали е тоа, не мора ни да е криминал, не мора да се црни пари, не мора да е ништо. Од некаква сигурност, може некој оди надвор, па доаѓа као швајцарска фирма да се заштити пред законот, пред органите на оваа држава, да знае дека не е ова Адем, Кочан и Канет, него е некој швајцарски фирма која утре ќе дојде амбасадор, ќе дојде швајцарски амбасадор да го заштити и швајцарски адвокат. Значи, не зборам за криминали и за повраќај на парите, него зборам и за нормални, најнормални. Не постојат страни и домашни инвеститори, постојат инвеститори. Сите треба да се почитуваат, да им се симне капа и све што може. И сега работникот тука би рекол и да не ги покачите платите. Не можете да не малтретирате за 200 евро. Преска зборевме, ќе одите на одмор. Ти одиш на одмор, он оди, колку пари ова, колку пари ова. Дали ќе платиш повише, ти за пансион, за на одмор, него што мораш. Па добро, ама зашто додам со бројни пари? Пример. Така. Значи, сето тоа. Или барем еднаш во годината секој граѓанин не треба да размисли. Веќе, да ви кажам јас веќе со години зборам, веќе изузетно се заоштрува. Нема работници луѓе. Да сватите дека нема работници. Конобар не можеш да најдеш во Скопје. Конобар. Зашто малку плати или нема луѓе? Не, нема луѓе. Нема луѓе. Многу е отидено надвор. Многу се отидени на разни начини, дали привремено, дали стално, дали нема луѓе, нема работници. Ја у Гевгелија имам оранжерија. 10 автобуси имам. Ги собирам луѓето. Од Велес возам автобуси. Луѓе за у Гевгелија. Секое утро. Од Велес нема луѓе. Едноставно нема луѓе. Колку Македонија е подготвена на патот кон Европската унија по рекламите? Останете со нас.
Добре дојдовте назад со 24 анализа. Мој гости, бизнисменот Адем Кочан и политикологот Митко Гаджовски. Влегуваме во финалето. Ајде, господине Гаджовски, колку сме подготвени ние сега на патот кон Европската унија? Потоа ово прашање и до господинот Кочан, го споменавте земјоделството. Сега кога се отвараат поглавијата, тоа бараат многу отставки, бидејќи се сеќам какви реакции имаше во Хрватска кога се отвори преговорите, особено кај она што е бродоградилиште, рибарство и така натаму, ние веројатно не знаеме што не очекува и треба на луѓето да ја расчистиме фамата дека влезот во Европската унија и НАТО не значи по дефолт 500 евра плата. Така, нема магично стапче со кое што би се добил одреден резултат или изголемување на платата. Секако дека е потребно многу работа, многу труд, вложување максимално од страна на сите оние кои што ќе работат на тој процес во наредниот период. А секако дека државата е таа која што ќе треба да испорача одреден тип на реформски процеси кои што некои од нив ќе бидат и болни можеби за општеството, односно не сме до овој момент свесни за тоа што ќе треба да го направиме, за разлика од други земји, вие спомнавте Хрватска, мислам дека ние сме малку по сконцентрирани затоа што немаме толку широк диапазон на гранки кои што се опфатени во нашава држава, меѓутоа тоа што го потенциравме на почетокот, односно тие неколку работи кои што се најбитни, односно круцијални, а кои што се провлекуваат во изминатиот период за реформирање, се повторно ќе се навратам судството, администрацијата, медиумите, тука ќе бидат тие борба со корупцијата, тоа е на што инсистира. Апсолутно. Значи ќе мораме да воспоставиме едни нормални правила и критериуми кои што ќе се почитуваат буквално од сите, без разлика на тоа дали се станува збор за политичари или за обични луѓе. До сега беа малку повеќе изместени работиве и затоа со други очи не гледаат, затоа се плашеа луѓе да инвестираат во Македонија, затоа се зголемуваат и штедните влогови во банките, затоа што луѓето не знаат што ќе се случува со оваа држава. И тој процес од отварањето на поглавијата до затварањето и зачленувањето во Европската унија секако дека ќе биде мачен, ќе биде тежок, меѓутоа ќе донесе и одредени поволности за нашата држава. Ќе се отворат предпристапни фондови, кои што ќе можеме ние да ги користиме како држава за прилагодување и за достигнување на тој степен кој што би бил задоволителен на нивото кое што го предлага самата Унија. Така што мислам дека и Република Македонија ќе искористи доста од тие средства, има доста можности и сектори во кои што би можеле да се употребат тие фондови за да се достигне одреден степен на развој, но сепак владата е таа која што ја има сега топката во своите нозе и која што ќе треба да постигнува што е можно повеќе голова. Веројатно, не знам колку вие како бизнисмени сте подготвени на патот кон Европската унија. Споменавте оранжериите долу на југот, вие сте значи во тој дел со аграрот, со земјоделството. Ќе треба да се прават отстапки тука прилагодување. 90% себе извезувам ван Македонија. Не ми треба мене прилагодување. Мене ми треба правила на игра. Оно што го добивам секаде, ја го извезувам. Ја извезвам 90% од производството земјоделство. Томатите ја ги извезвам надвор. Надвор, ја работам со наторешните пазари. Битни се параметрите, уште еднаш правила на игра, да се постават онака како што треба. Така, не можеш да сега имаш патлиџен разлика од дома до дома, така. Најдобар. Сакам да кажам. Што го извезувам, 90% извоз имам, тоа е јасно не секој домат ќе може да помине во земјите од Европска унија. И сега управо тоа го кажам. Ја 90% од моето производство извезувам. Ја ги извезував корнишони за Италија. Кога прв пат пред 7-8 години, кога дојдоа италијаните, направија некоја анализа на корнишонот. Тоа тие се мали краставички за конзервирање. 460 елементи. Не, лажам. 168 елементи од тој корнишон они контролираат. Дали се во ред? Викам, кај ги најдовте толку, мајко? Оди. Споменавте дека нема луѓе, дека младите се иселени. Оно што го приметувам по влезот и во НАТО и во Европската унија, во Бугарија исто така многу од младината замина во Велика Британија. Може ли да не се случи нас уште подраматично иселување на млади луѓе по влезот во НАТО и во ЕУ? Ја мислам дека некој кој ќе работи. Ја лично сметам дека како што одеа од Бугарија, како што одеа од Хрватска,
дека ние, нашиот дел, во голема мера го постигна, ја постигнавме таа условно речено квота. Многу луѓе отида. Многу луѓе отида. Едноставно многу луѓе отида. Не можеме можеме да го спречиме само со правила на игра. Ако е црвено светло, да е црвено за сите. Никој да не поминува. Ако е казна за еден, казна за сите. Основна работа. Ако е зелено, зелено може за ли сите. да се справиме ние со корупцијата во Или државата? ке, да ви спреска ја спомнате антикорупцијска комисија, ќе се правуваме, антикорупцијска комисија нема. Ишко, дали се сеќава некој од вас за било која афера што е расчистила антикорупцијска комисија? Па добро, првиот состав беше поприлично амбициозен. Во сега говорам Што има 2005 направено година. антикорупцијска комисија? Што значи антикорупцијска Сега комисија? ништо. Ови претходни ништо. Абе, имаме ли закони? Имаме ли надлежности? Што значи тоа? Антикорупцијска комисија е замислена за нешто што е по закон, али сепак да не биде од татко на син. Да не биде некои како да кажам, некои хибридни односи. Нашата антикорупцијска ништо не работи. Оне ги амнестираше. Обвинителство имаме по логикава. Ги имаме. И знаеме какво е. Точно е така, баш така. Тоа се правилата на игра. Не, јас најобично кажам, човек што ќе дојде у Македонија. Фала Богу, последните месеци почнува да заличуваат. И партизанска, и Цветан Димов, и не се паркира секаде, и све ова. Тоа е све добро. Све е добро. Ја никогаш улицата ова Цветан Димов што е до Џон Кенеди. Ја таму живеам и у центар или таму, не сум ја видел 4 ленти празна да функционира. Прв пат мој живот ја видел. Прв пат ја гледам. Кратко само да ве прашам, мислите дека ќе успее референдумот бидејќи додека да стигнеме до овие прашања не чека референдумот? Ево вака. Прво Да поканата. ви кажам јас што мислам. Многу ќе се изненадат колку добро ќе помине референдум. Гачате? Апсолутно да. Многу Мислам ќе се дека изненадат. дека ќе биде успешен референдумот и со големо мнозинство позитивно ќе се изјаснат граѓаните. И сега, господин Кочан, завршувам со вас, бидејќи еве ќе се изненадат многу, тоа значи дека според вас референдумот би бил позитивен, односно Апсолутно. Македонија би одбрала Европската унија и НАТО. Имаме една групација која што вели ние не сме за со НАТО и СЕУ, сакаме со Русија. Што е легитимно, значи си има став. Значи, Апсолутно е легитимно. Знаете што е? Ја ако разговараме у друштво, 1, 2, 3, евака, без камери, без све, ја викам добро. Русија, окей, ви викам, имаш ли ти единствен производ, руски, што го употребуваш у твојот живот? Немаш. Чие ауто возиш? Германско. Ја германско, ти германско. Дали пенкало имаш руско? Немаш. Кај ти учат децата? И кај се трудат да отидат? Никој не отиде во Русија. Немаме ние, покрај тоа, како да кажам, историско, православието и слично што е, како да кажам, некоја заветрина пружа. Немаме ние со Русија никакви блиски елементи. Ни во економијата, ни во ништо. Осим што писменост сме ги дали. Јас ќе парафразирам една изјава на Бојко Борисов која беше во Скопје кога го потпишувавме договорот со Бугарија. И кога рече дека погледнете кај одат младите, таму треба да оди државата. Дали одат во Москва и во Санкт Петерсбург или одат во Лондон, Брисел, Вашингтон, Њу Йорк и Чикаго. Иако после на Путин му се извинуваш. Без разлика. Мислам, според мене, тоа е насоката во која што треба да се движиме. И благодарам што бевте дел од 24 анализа. Вам почитувани, ви благодарам што не гледавте. Останете па натаму со телевизија 24.